Овошјето и зеленчукот што се произведуваат во Македонија ќе бидат најзастапени во владината пресметка за просечната потрошувачка кошничка. Листата на земјоделски производи која Министерството за земјоделие ја доставило до Министерството за економија е долга, вели Трипуновски. Финално кои производи ќе влезат во кошничката треба да соопшти Министерството за економија, што веројатно ќе се случи откако истата ќе биде испратена на консултации кај синдикатите и организацијата на потрошувачи. Нашето министерство е во делот на производите, земјоделските производи кои што учествуваат. Верувате, голема е листата. Верувам дека министерството кое што ќе излезе со оваа потрошувачка кошница ќе ги има сите оние производи кои што влегуваат. Пред се застапени производите кои што ги произведуваме во Република Македонија. Изработен е и посебен календар за тоа кои култури кога се одгледуваат, врз база на кои ќе се полни кошничката, односно сезонските овошја и зеленчук ќе се пресметуваат во периодот кога се одгледуваат. Изработиме посебен календар кои земјоделски култури во кој период доспеваат и се во период на користење. Тој список е доставен до Министерството за економија и така е вметната за секој еден земјоделски производ да биде во период на искористување. Значи, знаете дека одредени производи се со сезонски карактер, така да во периодот на производство ќе бидат и вметнани во таа кошничка. Од Министерството за економија веќе информираа дека кошничката е готова и е врз база на податоците од Државниот завод за статистика и Пазарниот инспекторат. Што точно содржи за сега нема конкретни детали, но се знае дека нема да има алкохол и цигари, а нема да биде ставена ставка за одмор во странство. Министерството за економија објасни дека владината кошничка ќе служи како урнек за креирање на мерки за заштита на животниот стандард. Државниот завод за статистика престана да ја пресметува минималната потрошувачка кошничка во 2011 година и од тогаш тоа го прави Сојузот на синдикати на Македонија. Од синдикатот ја објавуваат сумата за секој месец, но за сега последната објавена пресметка од ССМ е за февруари и тежи 63.773 денари за 4-члено семејство. Според официјална статистика, инфлацијата во март споредено со февруари годинава бележи намалување од 1,3%. Тоа според статистика се должи на пониските трошоци за храна и пјалоци.